Да, со нетрпение очекуваме, последните гости веќе доаѓаат и се надеваме барам по овај почетен момент дека расположението ќе биде на ниво. Сметам за расположението на актерската екипа. Сет овој временски период кој го поминувавме во пробите, во подготовките, дека вечерва ќе го реализираме во тој правец и во таа насока кај што сме планирали со перцепцијата наша. Убаво е кога многу млади луѓе работат на вакви проекти. Убаво е кога Младинскиот совет се вклучи како продуцент во ова представа. Тоа кажува дека младоста, поготово театарската младина, за убаво се уште бара моменти и бара наоѓа време да се вклучи во реализација на вакви проекти, кои се надевам дека со својот квалитет ќе ја представуваат Струмица и на други театарски форми. Така, постои ли трема? Па да, постои секогаш, кај нас професионална трема постои, внатрешна трема постои, поготово кај младите, но искуството го прави своето, ние колку можеме тоа го релативизираме, за да сигурно дека театарот е жива материја, жива форма, живи луѓе играме и представа во еден таков тип карактер како што е фарсастичен комедиографски чин, е потребно сигурна концентрација која ќе го држи концептот на представата до последниот момент. Ова представа се игра во еден здив и се надевам како што е планирано дека ќе го реализира. Прилично сум задоволен од публиката пред се. Од нашата изведба може да се каже дека беше одлична и посебно публиката ни инспирираше за да дадеме се од себе. Многу сум благодарен на таа публика и мило ми е што ја одигравме таа представа на тој ден, на тоа 4-годишно славење на Младинскиот форум. И така. Дали вашата улога на Марио е иста како вашата? Значи, улогата на Марио може да се каже дека прилично е слична со мојата, но улогата на Марио во Невеста може да се каже дека апсолутно не е моја. Па, чувството беше прекрасно. Се надевавме на успех на представата и ете за среќа се исполни. Многу сме задоволни, среќни. Што беше најважно за да се одиграва најдобро? Па, да дадеме се од себе. Се спремавме околу 2 месеци, напорно работевме и еве се исплати. Затоа што се реаваме за тројца од тимот. Дали е постоеше согласност или отворена за соработка за релативно краток временски период да се сфилмува? Па да, постоеше максимална согласност. Сите бевме задоволни од пробите. Како жија слика, дали бевте разочарани на крај затоа што изборот не имавте вие? Не бев разочарана. Да речеме дека вечерва и јас го дадов максимумот од мене, или да речеме 101%. Но сето тоа, кон сето тоа ме водеше љубовта кон театарот и кон штиците што љубов значат, кои од мал нели сум ја имал таа љубов кон него, па да дојде Кире Ѓоргиев, кој што е режисерот на представата, да го нели одгатне тој предизвик во мене. Дали изборот на представата беше добар за пред што рекавте да свршите максимум? Па да, беше. Знаете, сега сум малку растреперен и многу возбуден. Тоа не беше пред представата, но ете сега е како што гледате. И предизвикот беше голем, но со режисер како што е Кире Ѓоргиев, како што тој знаеше да каже, нема не кај нас. Па да, нели како продукција која Младинскиот совет застана позади нас, ни овозможија, мислам се надеваме со Господ напред, да гостуваме на неколку места, како што се Бугарија, нели Тополовград или пак во некои други градови и во градови низ Македонија.